представници на медиите, добар ден, овој убав настан, овој би рекол исклучителен повод, секогаш кога ќе се гради нешто, секогаш кога тоа што ќе се гради има за цел да го подобри квалитетот на животот на граѓаните конкретно во Битола. Целата држава за мене представува сполност и чест да бидам тука и да имам со тие кои што нормално го градат. Денеска имаме приватна иницијатива, која што на почетокот на оваа влада започна со процесот на реализирање на оваа инвестиција. Денеска сите сме сведоци, а и слушнавте од собствените овој ден, да станува збор за една ретка инвестиција, за производи кои што кај нас не така често се користат, а во светот и како се користат во делот на спортовите на вода. Така што нас како влада ни представуваше особено чест и задоволство да можеме да поддржиме на ваква инвестиција, така што веќе околу 230 луѓе се вработени, инвестиција во вкупна вредност слушнавте околу 11 милиони евра. И на тој начин да продолжиме да поддржуваме инвестиции кои што ќе бидат додадена вредност во македонската економија. Јас му честитам на собственикот за одлучноста, храброста и во неврзан дел од разговорот самиот призна дека излоајќи годините дека Битола како лека да се случува и крај да чувствува да се влюбува во Битола и во нашата земја. Така што ние сме биле во историјата познати како добри домаќини, битолчани се познати како добри домаќини, така се надевам дека и во периодот што ќе продолжиме со реализирање на други инвестиции, да благодарам на началникот на општинската администрација, што помогна на брзата рака се реализира оваа инвестиција, благодарам и на пратениците и сите оние кои што имаат било каков удел во реализирањето на оваа инвестиција. Можам да кажам дека работиме уште на најмалку две заинтересирани инвестиции кои што ги се изградиле така што е уште еднаш ќе може честитки и сакувам што многу вакви години и благодарам. Имате прашање? Кажи за темата имаме. Да, благодарам на прашањата, што се однесува до поддршката, која што јавноста е позната дека дел од овој унгарски кредит. Минатата недела бе исплатена односно профилирана некаде околу 120 милиони денари, да свете се заучува бюджетот од кредит. Зборуваме за сума од 230 милиони евра. Така што ние како влада не само што поддржуваме и вакви инвестиции, ние поддржуваме и домашните инвестиции, домашната економија. Знаете дека каматната ставка е од 1,95%, нешто кое што представува субвенционирано од страна на владата, со грејс период од 3 години до 12 години рок на отплата. И на тој начин практично ние очекуваме барем двојно повеќе таа сума да се зголеми кога станува збор за инвестиции на домашните компании. Тоа е практично една од причините да се наврзам веднаш на второто прашање, зашто имаме раст во индустријата во месец април. Се консолидиравме кај што шо во март, кога се случи војната во заливот, кога практично ескалираше најголемата енергетска криза која што памети човештвото во овој милениум. А според сите познавачи, ова е голема од последните 3 енергетски кризи заедно. И веќе во април месец консолидираната индустрија бележи значаен раст, 7,4-7,5% зголемена размена, каде со истиот месец минатата година. Така што сето ова представува лоша вест за оние кои што не сакаат да успее оваа земја, кои што ги гледаме како создаваат истерија, паника, рефлектираат невистини, креираат, импровизираат, манипулираат, така натаму. Сепак Македонија забрзува и сепак Македонија на крај ќе победи како што многу пати победила во минатото.
цените на цените на нефтените деривати почнаа од денеска да се намалуваат, а од туката која што би требало да донесе регулаторните комисии за енергетика се однесува за минатата седмица. Според нашите калкулации, бидејќи престанува да важи кризата со што договорот е постигнат, очекувам цените да се движат во рамките на половина денари или исти достанат кога станува збор кај дизел горивата, и околу половина, односно денар и пол до 2 денара зголемување кај бензините, а следната недела очекувам значајно намалување, бидејќи денеска цените на берзите за нафтата и нефтените деривати драматично падна, следат патувајќи кон Битола, некаде околу $82-83 за барел се движат. Така што веќе следната недела очекувам поголемо и позначително намалување, иако и понатаму остануваме земја која што има најниска цена на бензините и дизел горивата во регионот, тоа посебно се чувствува тука на Битола. Има бензински станици каде што 50% е големен прометот од страна на граѓани од нашиот јужен сосед. Така што, ние овие 3 месеци, би рекол, прилично достоинствено издржавме, ниту во еден момент не дозволивме да имаме било каква рестрикција на бензинските пункти, не го ограничивме извозот, напротив, ги отворивме нашите пункти за граѓаните од соседните земји да точат и кај нас горива, обезбедивме доволно количини на горива, по половина евро по просек по литар нашите горива беа поевтини на соседите, така што ако овој договор помеѓу Съединените американски држави и Иран што го објавија пакистанците е финален и конечен и се става крај на оваа неколкомесечна војна која што предизвика најголемата криза енергетска во последниот милениум, тогаш можеме да видиме прилично слика за да видиме тоа како се справивме во овие исклучително предизвикувачки времења. Не очекувавме, не свикувавме панични пресконференции, туку работевме и еве дојдовме до оваа цел. Да, благодарам на прашањето, имам мала корекција, јас би рекол после 20 години, 4 години. Тој и оние малци на авиончето, како што беа една голяма манипулација во АГА, тогаш така и денес се потврдува таа наша констатација. Што е разликата помеѓу овие две земји и нашата земја, покрај тоа што ние контролираме целата држава, немаме такви проблеми како што има во земја. Има една многу сушна разлика, а тоа е дека опозицијата не работи против своите граѓани, својата влада, не ја подошли собствената влада и не работи за интересите на други влади, кои што имаат финати интересите, што е во нашиот случај. И поранешната власт, односно поранешните власти во овие обезбедувале консензус кога станува за стратешки прашања против корпоративни бизнеси. Тоа не го направи претходната влада, која што беше во една прилична почетна состојба и беше потrebно да полемичи да прихвати други свратија да подпише за да остане на власт. Граѓаните тоа го препознаат, кажнија, ги пратија во опозиција, на следните избори ќе ги пратат на политичките партии, ќе бидат политичари кои што меморијата за нив прво изгледа и никога да не се повтора. Но ние тука не очекуваме, повторно ќе кажам, ние ќе продолжиме да работиме, да испорачуваме реформи, што се дел од планот за раст, ќе продолжуваме да градиме македонската економија, резултати преку ноќ нема. Ние никогаш не сме готували чуда, не сме чудотворци, секој некој што рече чуда не ја говори истината. Ние само ветуваме дека напредно ќе работиме и ќе го добиеме тоа во случајното. Македонија забрзува, има тоа што повелика што многу така ќе го Последната информација од платежната агенција дека суфиците за тутува се доставени до Терезово. Кога суфиците бидат на сметка на тутувари? Да, тоа е уште еден факт кој што треба да го разговараме вака јавно да го разобличиме, бидејќи ги следев настапите на одредена група на луѓе кои што себе се представуваат како земјоделци, но ги следам браките кои што ги испраќа себе сема. Морам да кажам две работи кои што се многу значени. Првата работа е дека
Во 2024 година, овој месец, кога практично на 23-24 јуни, оваа влада ја превзема привилегијата да ја води владата од претходната влада, ние почнавме со исплата на субвенции за останато 2021 година. Денеска ги исплатиме субвенциите од 2025 година што се текува. Ако се собере ukupниот број на исплатени субвенции од страна на владата на СДСМ во периодот 21-22-23 како директни плаќања и подршка на програмата за регионални развој, тоа што дојде на вкупна сума за 3 години помала од 14 милиарди денари. Оваа влада за 2 години денес се дека ќе исплати 2 милиарди денари за тутунарите, вкупно има за 2 години исплатено околу 15 милиарди денари. Значи 1 милиарда денари повеќе за 2 години, отколку што тие исплатија за 3 години нешто под 14 милиарди денари. Тоа е вистина. И ова се бројки. Сакаме да зборувам секогаш за бројки, а не за конструкции и за логистики, за жал, очената опозиција, што нема идеја, тоа што не знае како се обидува да ги манипулира граѓаните и ги се недоците во случајот. И вториот дел од мојот одговор на вашето прашање е дека да, денес и утре ќе бидат исплатени субвенциите за граѓаните, налогот од 2 милиарди денари е во трезор. Рокот законски е до 30 години, за тоа да се знае, и она која што за мене представува посебно задоволство, па станува спор за тутунарите, ако по 4-5 години кило тутун беше 150 денара, сега веќе се припишува договорено 450 денара. Тоа е разлика, 3:1. Таква е разликата меѓу оваа влада и онаа претходна влада, и она која што е различна, што тогаш имавме 16, 17, 18 милиони килограми тутун, сега имаме 20, 28 милиони килограми тутун. Така што мораме вистината да ја кажуваме онаква каква што е. Јас жалам што ние имаме опозиција ваква каква што е, но тоа е што е. Ние мораме да се бориме напред, Македонија мора да забрзува и Македонија, како што кажам, треба да Јас не би навлегувал во големината, повеќе би се задржал на содржината на реконструкцијата. Сега сме посветени јас лично и партијата која што предводам на роденденот, 36.000 филмарот ДПМН, што се случи во Струмица, на градскиот стадион таму, во 20 часот во среда, на 17 и веќе од следниот ден ќе почнеме со владените партнери да разговараме за реконструкцијата, но повеќе ќе се задржаме на содржината на обемот на реконструкција. Бидете трпеливи, нема ви се прашање, дека почнеме разговорите, па дори потоа ќе зборуваме повеќе. Колеги, благодарам. Добро, убав ден има.